Гласот на диаспората на следните претседателски избори ја станува како главна пречка, за да во собранието конечно се изгласаат новите изборни правила. ВМРО ДПМН ги прифати сите можни забелешки и барања на СДСМ и Левица, но не е подготвена да ги затвори вратите за македонските граѓани кои живеат низ светот. Сака да им овозможи поедноставна процедура за гласање, односно да можат својот глас да го дадат онлайн, наместо скапата процедура на испраќање на тимови од Државната изборна комисија по амбасадите и гласачите, да мораат да патуваат со часови до најблиското дипломатско-конзуларно представништво. За премиерот Христијан Мицкоски, тоа е црвената линија, која владата не е подготвена да ја премине. Ние многу јасно кажавме. Освен делот со диаспората, кажете све што треба, ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. За сите останати предлози, како што беше начинот на заокружување на ливчето, финансирањето на помалите партии, па дури идејата за една изборна единица, ВМРО ДПМН е подготвена на компромис. Премиерот ја обвини Левица дека за време на преговорите ги прифатила сите договорени решенија, а потоа одбила да се потпише на законот. Според него, Апасиев едно прави зад завеса, а друго пред неа. Мицкоски ги демантираше и шпекулациите на Левица дека сето ова се правело за тој да се кандидира за председател во 2029 година. Еве да им олеснам, бидејќи гледам дека во јавноста шпекулираат со тоа дека јас сум предложил диаспората да биде вклучена во гласањето, што е природно, на електронски начин од следните председателски избори од 2029-та, па јас ке сум се кандидирал, па затоа тоа сум го предложил, еве да им олеснам, нема да се кандидирам. Кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет меѓу студентите. Еве да им олесни, да не се грижат, нема да се кандидирам за председателски кандидат, ниту пак за председател на државата, немам таква амбиција, ниту желба. По 2 дена преговори во собранието, партиите уште не најдоа заеднички јазик за да постигнат договор. Останува и заканата на СДСМ и Левица дека ќе го блокираат собранието и законот со илјадници амандмани. Инаку измените на изборниот законник не ги бара само меѓународната заедница. Тие се и дел од реформската агенда, што Македонија треба да ја исполни на патот кон Европската унија.